Бидејќи се наоѓа на една преубава локација, жално е што потонува и што ова јавно предпријатие само вложува во него, бидејќи во секој случај тоа мора да се реконструира, да се одржува, да има вработени. Во 2020 година неговата добивка, значи во приходите изнесува, само да видам како беше, негде околу 600.000, не можам да го најдам, значи секако повторно загуба и за овој угостителски објект. Ме интересира, дали до сега е нешто превземено, дали се отпочна со било каква постапка, бидејќи пак ја нагласам, заеднички се договоривме дека ќе ја тераме оваа работа во интерес на граѓаните и на сите нас, бидејќи овој објект заслужува да работи. И дека овој објект може да биде од корис на ова јавно предпријатие, а не да носи штети и загуби. Меѓутоа, дискусијата замина во друг правец, кога советникот Томи Цигирич го нарече водовод крвоток, а чистота белите дробови на градот, и кога рече дека Меморијалниот центар Пелинце има значење за Република Северна Македонија. Советникот на ВМРО ДПМН Драган Петковски му реплицираше. Не би се сложил со колегата Илич дека Меморијалниот центар Пелинце има значење за Република Северна Македонија. Ја мислам дека Меморијалниот центар Пелинце нема никакво значење за Република Северна Македонија. За оваа република значење има некаде Преспали, како беше Нивица или така натаму. Меморијалниот центар Пелинце има значење за Македонија. Бидејќи во Прокопчински, колку што знам, е формирана Македонија. Тоа време никој не спомнал Северна Македонија. И не може овој центар да има значење за некои подосечни работи кои што се направени во некој сосема друго место. Еви, ако тоа не е тема, го истакнав како значење историско на Меморијалниот центар за државата која што сега живееме, која што се вика Република Северна Македонија. Јас не знам, сега ме доведувате во прашање да се сомневам воопшто дали за вас има некакво значење Асном и Пелинци и Прохорчински и така натаму, како вие ги доживувате тие моменти од историјата на оваа држава, но тоа е ваша перцепција, ваше мислење, имате право овдека на говорените да излезете и да кажете. Може би вие што замислувате некои други историски моменти дека има поголемо значење и така натаму и така натаму. Не знам зашто толку се потресувате и ве боли. Јас, Анета Шандева Доневска, сум родена во Република Македонија. Дали социјалистичка колешке, Федеративна Република Македонија, денешна Република Македонија, вие си знаете. Кој сакате термин користете си. Тоа е ваше право. Само едно ќе ве прашам јас вас. Вие кажавте сте професорка по македонски. Па не ли ви е срам? Треба ли да ви стават и таа придавка што не сакам ни да ја изговорам пред вашиот јазик? Сте се школувале и образувале на македонски, мајчи. Кој сте сега? Обезличени сите. Наместо да се срамите, вие застанувате овдека и водите државна политика. Според местото на кое што сега се наоѓа е изграден заради нужда, заради некои околности кои што историски гледано некои луѓе кои што сега така здушно се залагаат за вреднување на тој комплекс, така несоодветно и со леснотија го критикуваа како решение во моментот кога се градеше, бидејќи не можеа да ја согледаат долгорочноста на идејата за чување на традицијата. Да, точно е. Федеративна Народна Република Македонија е создадена на заседанието на Аснум, кое што се одржа во манастирот Прохорчински. Таму е создадена и историски гледано Република Македонија, за која што сега некои се залагаат. Меѓутоа, јас сум роден во Социјалистичка Република Македонија, како и, верувам, поголем број на оние што имаат повеќе од 30 години возраст. Ние можеме како носталгичари да зборуваме, да се враќаме на нешто што
што било именувано во некое време. Меѓутоа, работите се движат, треба да се гледа со цврсто стоење на земја, на темелите кои што се историски вредни за оваа држава, свртени кон иднината.